Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во судницата во Идризово при Основниот кривичен суд Скопје денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Ползвокочани. На денешното рочиште се предвидени воведни зборови на одбраната на Александар Нацев, што според обвинителството действувал како неформален, односно реален собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон. Сите обвинети на почетокот на судењето изјавија дека не се чувствуваат виновни за трагедијата во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Некои од нив изразија сочувство кон семејствата на жртвите, но остана на ставот дека не сториле тешки дела против општата сигурност. Повеќе на обвинети преку своите адвокати ја оспорија основаноста на обвинението. Собранието на Република Македонија денеска ќе одржи 78-та седница со единствената точка на дневен ред поставување пратенички прашања. Вообичаено, овие пленарни седници се одржуваат секој последен четврток во месецот. Согласно деловникот, прашања до премиерот и министрите први поставуваат претениците од опозицијата. Во собранието денеска ќе се одржат и седници на 5 комисии. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, Комисијата за здравство, Комисија за финансирање и буџет, Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и Законодавно-правната комисија. Носталгија, семејство, бизнис потенцијал, ефтин живот, ова се дел од причините за иселениците што станаа повратници. 12 мина од нив има форум во владата, а премиерот ги повика и сите иселеници да се вратат дома, бидејќи каменот тежи на местото. И Македонија може да биде ветената земја, барем за 12 македонци кои во изминатите десетина години решиле да се вратат дома. Во свечената сала на владата, пред премиерот Мицкоски и пред националниот координатор за демографија Ѓорчев ги кажаа своите приказни, зошто одлучиле од западниот свет да се вратат во Македонија. Носталгија, семејство, бизнис потенцијал, ефтин живот. Ова се дел од причините за одиселеници да станат повратници. Ана Дукоска е сметководителка која во Соединетите Американски држави заминала во 2007. 18 години подоцна, носталгијата ја вратила дома. Денес сум повторно дома, не со цел да бидам товар на државата, туку ресурс. Не се вратив за да барам, туку за да придонесам. Работам за американска компанија како сметководител, но од мојот дом во Македонија. Со странски примања, а со секојдневна потрошувачка и живот тука сум жив пример дека е можно да се живее дома, а да се работи глобално. Моника и Кристијан Томашевски се брачен пар кој добивањето на ќерка ги натерало трајно да слетаат на Скопскиот аеродром. Освен куфери, го донеле дома и својот бизнис. Дојдовме тука, го префрливме нашиот бизнис тука, работиме на развој и регрутација на лидерски кадри. Работиме во моментов со приватниот сектор, компаниите многу топло го прифаќаат тоа, бидејќи нашето согледување, таму бевме рамо до рамо со тие лидерски кадри. И увидовме дека ние, како македонци, имаме многу голем капацитет, сме многу трудолюбиви и сме, па можеби за многу работи и подобри, еве јас ќе речам одговорно од западниот свет. Далибор Фрутник не е повратник. Работел, учел и се развивал во Австралија. Последните 2-13 години вели дека редовно доаѓа тука. Тој е еден од авторите на Мој термин, а годинава решил да го напушти Сидне и домот да си го пронајде во Македонија. Имаме 150 вработени у Македонија, скоро 170 глобално, и Македонија не е европски HQ, целосен HQ за фирмата и да кажам развоен центар. Ние вработуваме генерално практиканти, скоро секој фирмата е практикант и е израснат до некоја позиција. Ние градиме кариера за нашиот кадар и само расте. Ниту една територија не може да остане празна, вели премиерот Мицкоски. Демографските податоци во Европа според него покажуваат дека многу држави ќе останат само музеи. Затоа најави дека владата веќе следната година ќе има план за враќање на иселениците. Како влада размислуваме и веќе сме во понапредна фаза, тука и Никица со тимот на Македонија 2025 доста помагаат во делот на нови законски решенија за повратници, во делот на олеснување со даноци и слично.
кое што мислам дека веќе првиот квартал или најдосна првата половина следната година ќе го промовираме како активна политика и ќе биде дел од една сеопфатна кампања како влада што ќе го правиме за луѓето кои што сакаат да си дојдат дома. Податоците од државната статистика покажуваат дека во последните 5 години постои тренд на зголемување на бројот на вратени македонски државјани во Македонија. Сепак, бројот на луѓе кои се одселуваат е далеку поголем. Даниел Василев, Сител телевизија. Верниците на Римокатоличката црква и дел од православните христијани кои се водат според Григоријанскиот календар денеска го одбележуваат раѓањето Христово Божик. Традиционално во државава централната прослава по повод празникот се одржува во Католичката црква Пресвето срце Исусово во Скопје, каде синоќ имаше и Божик на полноќна света литургија. По повод празникот Рождеството Христово, скопскиот бискуп и струмичко-скопски епарх Монсеньор доктор Киро Стојанов упати Божикна честитка до верниците од католичката вероисповед. Католичката црква и поголемиот христијански свет го чествува празникот Рождество Христово, кој што знаете е празник во кој Словото се воплотува и станува тело, конкретно човечко тело, во кое Бог го помирува човештвото со себе. И затоа е еден радосен празник преку кој повторно се отвараат на некој начин и вратите рајски за целото човештво. Па, пред се со фамилијата, блискост, сплотеност, да го поминеме во убав ден, раѓањето на Исус, сите заедно. Како го чествувате Бадник, што за вас значи? Престрекне најубав празник во годината. Почнува живот, нов живот и сето тоа. Валјда стрекна ќе ни биде годината. Јас сум во мешан брак, значи кај нас почнуваат прославите од сега па до православниот Бадник. Едно од нештата што ми предизвикува голема тага е фактот што очигледно Русија го отфрли барањето за примирие. Уште еднаш, упатувам барање до сите луѓе со добра волја, да го прослават, барем на празникот на раѓањето на Спасителот, денот на мирот. Можеби ќе не послушаат и нека има 24 часа мир низ целиот свет. Во продолжение следуваат вестите од светот.